Коронавирусот и подметна катастрофа на македонската кожарска и чевларска индустрија. Блокираната Италија во очи ги стави газдите на компаниите чии клиенти се од земјата на модата. Во моментот од блокираната Италија имаат некои фирми само последици, меѓутоа некои фирми веќе имаме репроматеријали, се уште работиме. Ето тоа се поклопи заедно со коронавирусот. Дали ќе ни се испрати нешто роба, доколку ќе трае оваа ситуација со коронавирус, сите будно ги пратиме сите ситуации. Моменталната блокада на транспортната и друга комуникација со Италија ќе донесе огромни загуби на сите, но бидејќи од лошо секогаш има и уште полошо, прашањето е дали компаниите ќе успеат да се извлечат. Тешко да се извлечеме, бидејќи немаме никаква помош, меѓусезона без работа, коронавирус пак без работа, никаков помош од ни една страна, за разлика од италијанските фирми кои што веќе добили известување дека ќе бидат обештетени од државата. Не дај Боже да не ни се пратат материјали. Не можам да дадам одговор за сите фирми, меѓутоа тие кои што зависиме само од Италија ќе биде тешко. Во сите оваа несреќа, најголеми страдалници ќе бидат комуновските фирми, каде само во последните 30 дена се затворени најмалку 10 компании. Сега ризикот се шири кон другите, но без последици нема да остане ниту другите градови меѓу кои и Штип. Колкава може да биде голема несреќата, зборува податокот дека лани размената со Италија била над 720 милиони долари. Економијата е подложена на голем удар и тоа има последици во сите сегменти на општеството. Сите планови и она што се работи ќе биде помножено со нула, доколку само организираноста не се подигне. Вели претседателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азиски.